Здраво на сите, нека не ме загрижува турбулентниот лед. Мислам дека нешто не е во ред со ракетко. Сигурен сум дека Тики ќе го поправи за миг. Го поправи Тики? Не, ама откри во што е проблемот. Еден од ракетните мотори е расипан. О, не. Расипан ракетен мотор? О, не! А? Ужасно! Застрашувачко! И уште полошо! Лошо е, нели? Да, ако исправниот мотор откаже, ракетко едноставно ќе застане. Треба да набавиме нов мотор за да го смениме расипаниот. Што чекаме тогаш? Механичарска планета, доаѓаме! Во тоа е другиот проблем. А? Како мислиш друг проблем? Механичарската планета е многу далеку. Ракетко нема да стигне толку далеку само со еден исправен мотор. Мора да има некое друго место каде може да се најде друг мотор, некаде поблиску. Немаме време за губење. Одиме на мисија. А знаете што значи тоа? Време е да избереме планета. Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Контрола на мисии? Здраво на сите! Како можам да ви помогнам денес? Треба да најдеме ракетен мотор за да го смениме расипаниот. Тоа звучи сериозно. Да видиме каде може да појдете. Кружењето на планетите трае и трае. Која ќе запре, кој да знае. Сигурен сум дека на планетата на служувалките има секакви резервни делови. Ама тоа се делчиња за слажувалки, а не за ракети. Еј, што велите за планетата Фарма? Сигурен сум дека ќе најдеме тракторски ротор, ама ни треба ракетен мотор. Ова личи на место каде може да има делови за ракети. Да, планетата на отпадот. Одличен избор. А сега подгответе се за одбројување. Побрзајте, друштво, секој на своето место и врсете ги појасите. Следна дестинација – планетата на отпадот. Уау! Веројатно тука завршуваат сите стари и расипани ракети. Извини, ракетко, не мислев на тебе. Не грижи се, кога ќе ти најдеме друг мотор, ќе бидеш како нов. Добро, дечки, секој на различна страна. Извини, не мисля да ти сплашам. Што си помисли кој е? Духот на отпадот? Престани, Орбит. Ке одам да побарам онему. Што беше тоа? Орбит, слушнав некаков звук. Ама навистина слушнав нешто. Опушти се, тука нема никој друг. Предпоставувам имаш право. Претерувам малку. Не се ракетни мотори. Има некој? Нема никој освен нас. Јас мислам дека видов некој. Па, сигурно ти се причинило дека си видела некого. Не, сигурно не. Не ми се причинува.
знам, Тикей. Мене не ми личат на стапалки. Може би така изгледаат стапалките на духовите на отпадот? Не, сигурна сум дека има нешто тука некаде. Јас се уште се надевам дека има повелен ракетен мотор тука, некаде. Ама нема да знаеме дури не го најдеме. Одиме. Сакаш да дојдеш со мене, Тики? Не, во реде, Роб. Фала. Некој го нацртал Цветов. Вау, и направил градина. И ги направил цветовите. Знаев дека има некој тука. Чекај. И таа се исплаши исто колку мене? Здраво? Извини, те исплашив? Немав таква намера. Градинава е твоја, нели? Мислам дека сакаш цвеќиња. Ти се допаѓа ова што го направив? Не е убава како твоите. Ама, земи го ако сакаш. Ха? Се викам Тикей. Мило ми е што ти се допаѓа. Веќе мислам дека нема ниту еден ракетен мотор на планетава. Најдов еден, мислам дека најдов. Ваму, ми треба помош. Уште малку и готова. Можно е да сгрешив. Нема пат за на другата страна. Како ќе преминеме? Отцепени сме. Ама не и Тикей. А што ќе направи Тикей? Не знам, Орбит, ама барем на другата страна е. Тикей! Внимавај! Бегај, Тикей, бегај! Те брка некој чудовиште! Не е чудовиште. Се вика Цветка. Така ја крстив, бидејќи многу сака цвеќиња. Гледате, знаев дека има некој на планетава. Еј, како заглавивте таму? Долга приказна. Поважно е да смислиме како ќе се вратиме таму. Може би новата пријателка на Тики ќе ни помогне. Што велиш, Цветка? Ќе им помогнеш на моите пријатели? Фала, Цветка. И најдовте друг мотор за да го смениме расипаниот? Не. Цветка, каде одиш? Тоа! Ракетен мотор! Завршена работа. Го поправив, ракетко. Значи успешна мисија. Благодарение на Цветка. Јеј! Контрола на мисии? Здраво, Роб, се вративте. И што научивте на мисијата? Отидовме на планетата на отпадот за да најдеме нов мотор за да го поправиме ракетко. Ама додека баравме, ти ги забележа чудни стапалки. Иако новата пријателка на Тики на вистина изгледаше како чудовиште, воопшто не беше таква. Беше многу добра. И не спаси кога бевме отцепени. Ни помогна да најдеме нов дел за да го поправиме ракетко и не поттекна да сватиме дека никој не треба да се цени според надворешниот изглед. Браво!
Мислам дека е време да се одиме дома. Подобро врзете се. 5, 4, 3, 2, 1! Збогом, Цветка, збогом, плането на отпадот. Добро утро. Точно на време сте за појадок. А? Тоа беше твојот стомак, Ема? Да, секогаш огладнувам по утринското вежбање. Што сакате? Лепчиња со джем, овес или мојата вкусна вселенска кајгана? Вселенска кајгана, молам. Извинете што морам да ви кажа, мама. Само што бев во кујната, немаме јајца. Немаме јајца? На вистина? Може би ќе успееме да набавиме. Ми се допаѓа идејата. Му се допаѓа и на мојот стомак. Тоа подразбира мисија. А знаете што значи тоа? Време е да избереме планета. Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Која планета? Контрола на мисии? Здраво на сите. Како можам да ви помогнам денес? Ни требаат јајца за да направиме појадок. Вкусната кајгана од вселенските јајца на Роб. Тоа звучи како одлична мисија. Да видиме каде можеш да појдете. Еј, математичката планета. Сакам да бројам, ама тоа нема да ни го реши проблемот. Нема да најдеме јајца таму. Планетата на кампувањето. Ни таму нема јајца. Фармерската планета. Сигурен сум дека таму ќе најдеме јајца. Свежи селски јајца. Да, фармерската планета. Фантастичен избор. Подгответе се за одбројување. Побрзете, друштво, секој на своето место и врзете ги појасите. Девет. Осем. Седем. Шест. Пет. 4. 3. 2. 1. Следна дестинација планетата Фарма. Гледам. Кокошки. Кокошките несат јајца. Значи каде што има кокошки, мора да има и јајца. Хеј, хоу! А? Јас сум фармерот Фред. Кој сте ми вие? Здраво, јас сум Роб, а ова се моите пријатели. Тикеј, Орбит и Ема. Здраво. Здраво. Многу ми е мило што се запознавме. Што ве донесе кај мене? Бараме свежи селски јајца. Сте дошле на вистинското место, ама нема време да ги соберам утринските јајца. Бев зафатен поправајќи го стариот трактор и нема време да ги завршам другите обврски.
Да видим. Ако ми помогнете да ги соберам јајцата, ќе ви дадам колку што сакате. Што велите за предлогот? Да, одличен предлог, фармеру Фред. Се надевам сте работеле на фарма досега, така? Не, ама нема проблем. Сигурен сум дека ќе сработиме додека да трепнеш. Нели, друштво? Да! Само да ве предупредам. Понекогаш навидум едноставните задачи можат да бидат многу тешки. Па, ако ви треба помош... Ќе се снајдеме. Добро, тогаш јајцата се во кокошарникот. Да се фатиме за работа. Нешто ми вели дека ќе се вратат бргу. Пазете се, јајца, доаѓа славниот собирач на јајца. О, не! Кокошките побегна! Ќе го викнем фармерот Фред да ни помогне. Ние ги пуштивме да побегнат. Ние треба да ги вратиме. Да! Така е! Добро, да одиме да ги собереме кокошките. Уау! Упс. Стой мирно! Ела, пили, пили, пили! Дојди кај Орбит! Орбит, што направи? Не бев јас, храбава е виновна. Тоа не е крава, Орбит, туку бик. Добро, ама пред да ги собереме јајцата и да ги фатиме кокошките, треба да ја поправиме оградата. Што ја турна бикот? Ти ќе одете по кокошките, а јас и Орбит ќе ја поправиме оградава. Знаете, мислам дека сум подобра во поправање огради од фаќање кокошки. Да видам дали во фиокава имам нешто да ни помогне. Тикеј, не мрдај. Мислам дека не му се допаѓа црвената боја, Тики, а ти целата си црвена. О-о. Не! Вратете се! Вратете се! Не мислеше сериозно. Изгледа не сака ни розово. Собирањето јајца е опасно. Да, треба да ги собереме јајцата, да ги фатиме кокошките, да ја поправиме оградата и да ја запреме бесната крава. Бик е Орбит. Хеј, што се случи со Роб? Ха? Ха? Воу! Помош! Ох, Ао. Што ќе правиме? Мислам дека е вистинско време да побараме помош. дефинитивно. Помош! Олека, смири се, смири се. Вау! Благодариме. Како го изведе тоа? О, стариот бик знае да биде мрзоволен. Треба да знаеш како да зборуваш со него. Изгледа ви треба малку помош. Може би малку повеќе. Да, се чини работењето на фарма е потешко од што мислевме. Не е ништо страшно да се прифати помош кога има потреба, нели? И мене добро би ми дошло да има малку помош за да го поправам стариот трактор. Тике ви стои на располагање.
Благодарам. Да. Да. Фала, Ема. Јеј! Фала за јајцата, фармеру Фред. Нема на што. Немаше да го поправам тракторот ако не ми помогнеше ти. Многу сум ти благодарен. Успешна мисија. Контрола на мисии? Здраво, Роб, се вративте. И што научивте на мисијата? Па, се запознавме со фармерот Фред, кој беше зафатен со поправки на тракторот, не дозволи да земеме јајца. Ама кокошките не побегнаа. Потоа скршивме и ограда. Па не бркаше Робо Биг. Научивме и дека е во ред да побараш помош и да ја прифатиш кога некој ти ја нуди. Фармерот Фред ни помогна нас, а ние нему. Браво! Колку возбудлива мисија! Штом ќе се вратиме во Вселената, ќе испржите од свежите селски јајца. Мислам дека е време за дома. Подобро врзете се. 5, 4, 3, 2, 1. Збогум фармеру Фред, збогум фармерска планета,